Матурантите последните денови ги одбројуваат до полагањето на државната матура или пак училишната матура на 1 јуни македонски јазик, на 8 јуни англиски јазик. Но детали за годинава како ќе се полага државната матура, со мене магистар Билјана Михајловска, таа е директор на Државниот испитен центар. Добро утро. Добро утро. На кој начин ќе се полага матура годинава? Се е исто во однос на претходните години. Значи, во однос на изборот на предметите, на први се полага мајчин јазик, македонски, албански или турски јазик, зависно од јазикот на кој што учениците следеле наставата. На 8 се полага и првиот изборен предмет, значи странски јазици, математика или филозофија или естетика. Тестовите изгледаат исто, идентично како минатата година, значи структурата е сосема иста како минатата година, се оди со скратени испитни програми, значи намален обем на материјалот што е потребен за подготовка на матурата. Единствената разлика што оваа година ќе се обидеме да ја направиме, да ја спроведеме заедно со училиштата, е полагањето, начинот на полагањето, односно физичкиот простор во кој што се полага матурата. Предходните години се полагаше во училници. Тоа е ова? Да, во училници од 15 групи од 15 ученици. Оваа година ќе се обидеме учениците да ги ставиме во голем простор. Под голем простор подразбираме холови на училиштата, спортски сали, големи ходници, каде што ќе бидат ставени повеќе групи од 15 ученици. Значи, ако училиштето има, да речеме, 150 матуранти, кои што во нормални услови предходно полагале во 10 училници по 15 матуранти, овој пат ако има спортска сала, каде што може да се распоредат 150 клупи, тогаш учениците сите ќе бидат сместени во таа спортска сала. Доволно ли ќе биде тоа растојание еден меѓу друг, затоа што сепак станува збор за поголема група? Значи, стандардите за начинот на уредување на просторијата остануваат исти. Мора да има растојание од минимум 1,5 метар помеѓу два ученика и од страна и напред-назад, така што тоа останува исто и училиштата ќе ги распоредат според овие стандарди за растојание меѓу учениците. Доколку не можат да се стават 150 клупи, да речеме, во иста просторија, тогаш ќе се користат две простории, например холот на училиштето, аулата на училиштето и спортската сала или некој голем ходник. Меѓутоа, стандардите за разместување на клупите и подредување на клупите мора да останат исти. Веќе направивте симулација на полагање на државна матура, како изгледаше, ги исполнили очекувањата? И повеќе отколку што очекувавме, подобро отколку што очекувавме, во смисла на тоа што избравме училиште кое што е навистина големо и навистина комплицирано да се организира. Симулацијата беше во медицинското училиште Панче Караѓозов во Скопје. Тие имаат речиси 600 матуранти. Јас навистина им благодарам и на учениците и на професорите од училиштето што се потрудија да дојдат и да ја направиме таа симулација, затоа што беше на 27 април, значи првиот ден од пролетниот распуст, тепак учениците над 500 од нив дојдоа во училиште. Добро, и во нивен интерес е пред. Дефинитивно, меѓутоа не очекувавме затоа што беше сабота и затоа што беше прв ден од распустот. Меѓутоа најголем дел од учениците дојдоа и симулацијата направивме практично во 4 главни простори во медицинското училиште, бидејќи имаше речиси 600 клупи. Има училиштето 2 згради, па во 2 хола и плюс дел кој што е како тераса над холовите, така што функционира. Успеавме да ставиме речиси 200 ученици во иста просторија и да се смират и да има тишина и да има можност за работа, што беше навистина. Барем ние се плашевме од тој дел дека можеби нема да успееме да го средиме целосно. За соработката и за емоциите на учениците ќе зборуваме и подоцна. Колку ученици ќе полагаат годинава? Годинава над 14.000 ученици или точно 14.834 полагаат. Со тоа што мајчин јазик македонски полагаат околу 10.000 ученици, албански околу 4.000 ученици и околу 300 ученици турски јазик како мајчин јазик и околу 13.000 ученици полагаат англиски јазик, 1356 математика полагаат и помал дел полагаат француски, германски и руски, естетика и филозофија, например руски и филозофија имаме по еден пријавен ученик и така. Дали сметате дека овој нов начин
на полагање, односно во големи простори, за она што објаснувавте претходно. Се надевам дека симулацијата која што сте ја правела во медицинското училиште, дека ќе одговорат и другите училишта на таквата организираност, очекувате и вие исто. Дали сметате дека ќе го стави во ред и под контрола припишувањето кое што навистина беше во многу голем број минатата година? 3100 ученика беа фатени преку Вибер група. Ако било и предходно случај и предходните години, минатата година мислам дека ги надмина сите предходни и години и бројки. Значи, нашата идеја да се полага во голем простор постои практично од првата година кога ја спроведуваме матурата, значи од 2008 година. Само беше идејата кој да биде тој голем простор. Едно време сакавме дури да го направиме за цела популација да биде на исто место, меѓутоа тоа подразбира и одредени вложувања, купувања на тие клупи на одредено место и така натаму. Сега го правим, сега прво сум сигурна дека училиштата без никаков проблем ќе го спроведат тоа, затоа што медицинското училиште го избравме, тоа е едно од најголемите училишта во државата. Ако може училиште со 6 ученици да се организира, тогаш училиште со 60 или со 100 матуранти без никаков проблем. Значи, тоа беше идејата со бирање на толку големо училиште. Токму препишувањето и обидот да направиме, знаете како, според мене воопшто не треба да има препишување. Дали се 20 ученици во просторијата или 15 или 150, не треба да има препишување, затоа што целта на матурата е да се добијат објективни, релевантни податоци за постигањата на учениците и да добиеме, кога учениците се запишуваат на факултет, да добиеме навистина некакво рангирање кое што е објективно. За да не се случува учениците кои што имале добар успех 5 години на матурата да добијат 4 од X причини, не знаеле нешто или имале трема или не знам што, а ученици кои што имале 2 или 3 во текот на школувањето на матурата да добијат 5. И да бидат изедначени за упис на факултет. Апсолутно, тоа не е фер. Заради тоа одиме на оваа варијанта, затоа што знаете како, одговорноста за препишувањето на сите, и на учениците, и на тестаторите, и на наблюдувачите. Не може ученикот да препишува ако некој не му дозволи да го прави тоа. Значи, ако извади телефон и препишува од телефон, тоа значи дека тестаторот не си ја завршил во моментот работата како што треба. Од друга страна, таму некој на другата страна од телефонската линија работи за ученикот, односно ги крши правилата заедно со ученикот. Значи, не е само ученикот. Ученикот може да дзирне кај некој што е во близина. Во овој голем простор сметаме дека ако некој реши да ги крши правилата и да не ја сработи работата како што треба, до крај според правилата, дека некој друг ќе го забележи тоа. Бидејќи во овој случај, секоја група од 15 ученици ќе има еден тестатор. Ако имаме 10 групи во просторијата, ќе имаме 10 тестатори. Ако едниот го игнорира проблемот и кршењето на правилата, некој од другите 9 тестатори нема да го игнорира. Во контекст на ова, затоа што минатата година навистина се надминаа бројките во препишувачи кои што беа при тоа фатени, експертите укажуваа на еден голем проблем кој што наназад години се појавува од моментите на полагање на матурата, не било толку изразено, но велат потврли образовниот систем. Вие како добар познавач, како некој кој што наназад години следи и во успех кој што го јавуваат учениците, велиме не е фер кога ќе се изедначат потоа за упис на факултет. Кој е вашето мислење? Препишувањето не е само кај нас. За жал го има и во системи кои што се многу подобро, да речем, поразвиени, подобро организирани од кај нас. Меѓутоа, тоа е резултат на свест. Значи, на свеста на сите нас. Сите ние треба да направиме се што е потребно за да нема такви ситуации. Учениците, наставниците, училиштата, заедно со стручните служби, со директорите, меѓутоа и ние, како поединци, како родители. Знаете како, мене ми е просто непријатно да одговорам на прашање на родител дали ќе биде оваа година, ќе има ли можност за препишување. Зошто? Зошто? Зар некој поставува такво прашање, некој родител поставува такво прашање? Значи, родители прашуваат дали ќе им биде лесно на учениците. Тука треба да се запрашаме и за други работи. Значи, нема да им биде, ќе им биде лесно, да, испитната програма е толку куса, неспоредливо во однос на тоа што се учи, минимумот е ставен. Значи, буквално минимум, да ги оставиме учениците да го направат она што е нивна
работа. А нивна работа е да учат, мислам работа во наводници, нели? Да, нивна задача. Учениците се порелаксирани и се без притисок. Дефинитивно, и се многу објективни во однос на своите знаења. Знаете како, нас не се случувало во државен испитен центар во последниве 16 години да дојдат ученици што поднале приговори и да речат: добре, јас знам дека ништо не напишав, меѓутоа сега инсистираат родителите или не знам кој да проверам дали е секако што треба. Мислам, ученикот знае дали напишал или не напишал, знае дали знае или не знае. Има доволно време, ќе си го напише тоа што треба. Не му треба никој да му кажува, затоа што на крајот, јас постојано им велам и на учениците и на родителите. Секој ученик што ќе седне и што ќе напише во, да речеме, есејот, мајчин јазик или англиски јазик, да напише 5 реченици своји. Тука не се оценува само ми се допаѓа, не ми се допаѓа. Има прецизни критериуми. Ќе добие 1 бод за правопис, ќе добие 1 бод за структура, ќе добие 3 бода за, не знам, за идејата, ќе добие за... Значи, можеби за креативноста. Според критериумите, за се по нешто може да добие. И од 20 поени ќе освои 10. Ако препише, не од 20-10, од 20-0 добива. Кога сме веќе на оваа тема, велите дека не може да не бидат пронајдени тие кои што препишуваат. Велите дека добро се обучени, многу добро се ја знаат својата работа, оние кои што треба да ги прегледувачите, кои што треба да ги оценувачите да ги прегледуваат тестовите, и сега многумина ќе се запраша: добро, како ќе ги фатат? Значи, многу цаки. Јас би рекла многу лесно, бидејќи ние со години оценувачите се наши професори од средните училишта, од соодветниот предмет, и соработуваме долги години со дел од нив, имаат тие се одлични наставници, одлични професори, меѓутоа имаат и многу искуство. Секоја година додаваме, нели, по некои нови наставници кои што се обучуваат. Значи, прво тие кога ги избираме имаат критериуми. Тоа оди на конкурс, па има тестирање, мора да исполнат одредени услови. Има тестирање колку добри оценувачи се. Значи, им даваме, буквално ги тестираме оценувачите, за да провериме нивната објективност, и потоа оценуваат заедно. И оценуваат тројца оценувачи, секој тест го оценуваат тројца луѓе. Многу е мала веројатноста тројца луѓе да не забележат препис, затоа што се многу искусни, и оценуваат во иста просторија. Значи, ние кога сме во истата просторија и кога сме оценувачи, зборуваме за тоа што го читаме, го гледаме, кога ќе се погоди истата тема, истите реченици кај еден, кај друг, тие комуницираат меѓу себе. Тоа е едно. И второ, интернет, значи секоја специфична реченица, особено англиски јазик, специфична реченица, ако се стави на било кој преварувач, се добива веднаш текстот. И тоа е доказ, и оценувачите пишуваат на тестовите точно од каде е симнат текстот, нели, од кој вебсайт, или наоѓаат со кој друг тест е идентичен текстот, па ги ставаме заедно, нели, како доказ на плагијат. Така што има многу професорите ќе кажат едно нешто, што често знам да го слушнам од нив. Професорите многу добро си ја познаваат генерацијата и многу добро знаат која генерација што како знаење може да пренесе и да напише. Веројатно има вистина во тоа, веројатно и чувството игра голема улога во оценувањето. Кои се вашите последни подготовки сега до 1 јуни? Велите, подготвени сме и испечатени се тестовите, но што ви остана? Па сега во моментот, бидејќи е многу специфично пакувањето, нели, за да може точно да стигнат сите материјали кои што е кои што се потребни за матурата до одредените ученици, бидејќи аудициите тоа со баркодови и тајност и така натаму. Сега во моментот во државниот испитен центар се прават подготовките во однос на тој дел, во однос на пакувањето, меѓутоа она што сега ќе бидеме сконцентрирани во следните 2 недели е работата со училиштата. Веќе во петокот имавме обуки за директорите и за училишните матурски комисии кои што го организираат спроведувањето на матурата во училиштата, а следниве 2 недели ќе имаме обуки за тестаторите. Значи, оној дел што се однесува на нивната работа, сите што се вклучени како тестатори, што се номинирани од училиштата, без оглед каде ќе бидат распоредени во кое училиште, тие ќе добијат обука во текот на следните 2 недели за начинот на кој што треба да го спроведат тестирањата. И секако училиштата се подготвуваат, значи ги прават распоредите точно каде ќе бидат распоредени учениците. На крајот морам да ве прашам за нешто што се дискутираше, некако остана годинава да не се спроведува. Што е тоа со блок
блокатори на телефони, што не може да се воспостави, а некако се бара и е како услов да помине се во најдобар ред, под контрола и без препишување. Знаете што, јас пак ќе кажам, блокаторите се техничко спречување на препишувањето. Ама зошто воопшто треба да има препишување? Значи, од првата година кога е воведена матурата, експлицитно стои во правилата дека не смеат да се користат телефони или било какви други електронски уреди. Значи, сега блокаторите, ставањето на блокатори, ако да спречиме некој што не ги почитува правилата. А зошто да не ги почитува правилата? Значи, ученикот кога влегува во просторијата за полагање, како и тестаторот, како и набљудувачот, ги оставаат телефоните на посебно место исклучени. И толку. Значи, кога некој би го испочитувал ова многу едноставно правило, да го остави телефонот на страна, заедно со сите други работи, и на масата да биде само со своето пенкалце, тестот и шишенцето со вода, апсолутно нема потреба од блокатори. Сега, блокаторите се, знаете како, решение кое што, ние не можеме никако поинаку да се разбереме, па ајде ќе ставиме блокатори. Во ред ќе ставиме блокатори, веројатно некогаш. Тоа е опрема која што чини пари, која што треба се постави во училиштата. Но комплицирана многу, така? За спроведување. Да, тоа се машини кои што треба да се постават. Сега, јас технички не знам точно како би изгледало, знам точно како би изгледало всушност, затоа што Државниот испитен центар има такви блокатори за испитот за директори. И сега таа опрема би требало да се поставува во сите училишта, во сите простории каде што ќе се случува тоа. Тоа чини пари, потребни се одредени дозволи за внесување на одредена опрема што блокира одреден сигнал. Треба да има лица кои што ќе ракуваат со тоа, значи да го пуштат во одредено време, да го исклучат во одредено време. Сето тоа може да се направи, да се вложат многу средства, ама на крајот останува прашањето. Зошто, ако се што треба да направиме е да бидеме честни во однос на себе, во однос на нашите соученици, другарчиња, во однос на нашите ученици или професори, само да дојдат учениците и во тие 3-3,5 часа да си ја завршат работата, да го покажат своето знаење, сосема релаксирано, нема потреба, ама ако некој реши, веројатно, може да се стават. Мене ако ме прашувате, јас мислам дека само треба да бидеме честни и тоа е се. Останува дека зошто да комплицираме кога може да олесниме. Така, народски. Апсолутно. Така. Да. Посакувам да ви помине со леснотија и посакувам убав успех за учениците годинава. Посакувам секој да може да се упише на факултет. Благодарам, јас им посакувам на учениците да може да го покажат она што го знаат, нема потреба од никаков стрес. Матурата е најобичен ден, сега во наводници најобичен, е посебен ден затоа што се полага тој испит, меѓутоа не е различно од другите тестови, треба да бидат целосно релаксирани, нема потреба да се под стрес, нека си го покажат своето знаење. Ќе се запишат на факултет оние ученици што сакаат да се запишат, значи има ученици кои што не сакаат да се запишат, ќе се завршат матура со стручна матура или со училишна матура, ќе си го завршат училиштето. Во секој случај, мислам дека би сакала само да им посакам успех на учениците и да го направат она што планираат да го направат понатаму во школувањето. Благодарам. Благодарам.